Добро вечер на сите и едно големо добре дојде во нашето шоу кој има сериозна тенденција да биде крајно несериозно и помалку смешно. А понекогаш и доволно само да се појавам, без да кажам ништо, нели, за да биде така. Ама во случајов и ќе кажам нешто, а веднаш ќе преминеме на оние теми кои се актуелни кај нас. Еве овие денови, а нема да сгрешам ако кажам и години, па добро, може и да кажам со децении најактуелна кај нас е сиромаштијата и немањето. Ау, изгледа не фати она еврејска клетва да имаш па да немаш. Ама не е чудо, криза е, нели? Криза и сега наместо да наброиме што тоа имаме, ние пребројуваме што немаме, а многу немаме. Леле, колку немаме? Немаме. Како малото еврејче кога го прашале колку години имаш? Немам. Немаме навистина. Немаме. Еве многумина немаа пари за да ги пратат децата во школа. Да. Сметаа на поголема плата, сметаа на К-15, па сметаа на некоја помош од државата и на крај пресметаа дека да пратиш дете во прво оделение исто како да го ожениш. Скоро ист трошок. Веднаш после тоа снемавме за зимница. Ете, никој нема, на сите ни се јаде. Па моравме да се снајдеме некако. Влегуваат така во продавница, бираат отески, бираат, земаат што им треба и на каса кога ќе прашаат кеш или картичка, велат ни кеш ни картичка, брате, дај тетратка. Пиши бре, брате. Сега немаме за да се грееме, нели? Немаме за дрва, па сите преминавме на струја. Абе, Тесла да ни позавиди колку сме на струја. Да, ама за струја треба да се плати сметка. А сметките огромни, големи, па рекоа дека поради тоа и полицијата при испрашување наместо електрошокови ќе почне да користи коприви. За среќа тука веднаш сметавме на стручните лица кои пак пресметаа и веднаш излегоа со препорака дека е најдобро кој има сестра дома да ја омажи и така да ја намали сметката за струја за 40%. Па после зетовите нека му ја мислат, а не ни, па треба малку креативност да имаш, нели? Добро, треба и сестра да имаш. Ама помина времето кога во глава ни се вртеа само пари и жени. Да, сега во глава мора да имаш и малку мозок. Да, треба да имаш и во емисијата по некој добар гост за да ти биде поинтересна. Затоа ние вечерва ја имаме Стојне Николова, со која ќе преговориме на многу теми, а друштво ќе ни прави и Визијана. Да, затоа што ако ние немаме и сме сиромашни, Визијана е богата со магнезиум и ни помага да бидеме вака свежи и расположени со блага тенденција да ве заразиме и вас со широка насмевка. Ајде да видиме при цело немање што тоа ни имаме оваа вечер во Нема људиш. Добро е, жено, како може да не се нервираш кад ја цело време ти се деру на тебе? И вака странично паднав. Се наслика? Да, убаво се насликаев. И тоа ме болеше многу. Знајале су комшике да не искачават своји дворови, а па да пиев кафе заедно и да оговарав. Нормално, на тарабе. Па меко, на кој малце, такој и поглед во фрљава се на око ким. Па после ќе викав и мало многу разводи. Па што ако вика? И ќе има. Или го знае или не го знае. Па од тие две една. Ајде видиме. Стани попадике, баницу да месиш. Не сум попадика. Не го знам таа. Овдека пишува дека мора да плаќаш тебе претплату. О, ти, ја немам телевизор. О, ти, овдека пишува дека имаш компјутер. Стои на моме убаво, тука ти е место. Испеале тоа и тоа која година? Пред 30 години? Одамна, да. Пред 25. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Глеј го бе, ладна како шприцер. Добро бе, жено, како може да не се нервираш, кад ја цело време ти се деру на тебе? Тако е фино. Кад ме издервираш, земо и изчисту га купатило. Цело. И како ти тој помага? Чисту га с твоју четкицу за зуби. По првите рубрики од денешното издание на Нема љутиш се враќаме пак назад во студиото со рубриката за која што искрено се надевам дека ќе ви биде поинтересна од емисија во емисија, бидејќи тука ни гостуваат наши познати личности кои имаат единствен услов за да дојдат тука во студиото, да бидат интересни, смешни, разговорни. Вечерва мојата гостинка е супер интересна, барем за мене, се надевам ќе биде така и за вас. Стојне Николова, добре дојде. Добре да најдов. Ви благодарам на поканата. Благодарам што не посети. Ова е Стојне. Здраво. Ова е Мило мојата ми е. полоша половина, Коки. Да. Ај, на почеток минатата емисија Игор Джамбазов ни кажа еден виц на струмички, онака баш беше добар. Распали ти сега еден струмички виц или виц на струмички. Може? Може. Ај за снаја и свекрва. Може. Може. Одат снаја и свекрва у златара и свекрвата, нели, да ga пресраме снајата. Вика на златару, имате ли златни буквички? Вика, име, која буквичка ви треба? За снајата ли е? Да, за снајата е со буквата У. А, убавка се вика? Не, Оливера. 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 Видиш, Оливера. све што има на струмички има и на кумановски одговор. Гледа ти кажу, има една интересна ситуација кад, например, кумановот земе струмичанку за жено. И што мислиш, како се разбирав? Како? На енглески. Нормално. Па добро. Good afternoon, Mrs. Стојне. How are you? Fine, thanks. Видиш? Знаем се. После ќе идемо со тие малце кумановски струмички, па ќе морамо да правиме и превод. Ја ќе биду преведувач да не ставljamo титул доле. Иначе има верзија на твој вид струмички на кумановски, ама кој нас баба отишла на унука да купи исто букву, ама зашто бие матурант. Завршија матуру и вика у златару, добар дан, имате ли за мој унуче да купува едну букву? И они вика, има сви букве, вика букву В, Ау, В, гледа, Г, Д, Ф, има все, ама нема В, вика, извините, господјо, В нема, па јас сега да му е Вилипче, што да му купи? На Вилипче. Вилипче од Филипче. Тако и си преведува постари кој да. Стојне, твоите почетоци беа многу одамна, иако си млада, ама од мала почна да пееш. Да. И сега не сме многу пораснати. Јас и ти, ама сме Не дораснати сме, за да. некои предизвици, се надевам. Од колку години, како беа тие почетоци? Па од кога завршив основно училиште. 14-15 години имав кога веќе почнав со настапи со една група која што веќе не постои, но групата ја формираше мојот професор до тогаш во основно по музичко. Групата се викаше Нота Бенд. Настапувавме по свадбени прослави, по кафани, нели нормално, каде се калеми. Па добро, кај нас е така. Така, да. И со нив ја снимив и првата песна. Песната се викаше Од срце тебе подарена. Потоа изедов и албум на мој 17 години, кој што беше насловен по таа песна. И потоа, после неколку години, односно поточно после 2 години, почнав веќе и соло кариера, почнав со повеќе групи да настапувам, почнав да работам на песни. И Тоа така во Струмица? проложив. Првин во Струмица, па Првин потом? во Струмица, па после нели настапував и по другите градови, но бев повеќето време во Струмица со настапи, бидејќи нели учев. Не беше ни полнолетна, веќе со албум се појави. Да. Браво за Да. тебе. Тој е музичар. И јас сум музички подкован. Имам инструмент, купи, веќе почна и бакшиш да фаќам.
Да. Кој ти го даде првиот бакшиш? Што му легна у кафану, одма викам сви бакшиш, само немој да свириш. Добро. Још помалку да поеш. Да поја никако. Никако. Намала ги гости од кафан. Значи ние кога бидејќи нели луѓето кога ќе се напијат и не знаат за доста, викат ај уште една песна, значи тебе да те викаме. Така, за Кога ќе Фајрон сакаме да завршиме. За Фајрон сум прв. Кафеани спомена ресторани, како изгледа во наши услови да се пее по кафеани и по ресторани? За жал, таква не е страдата сега на тоа ниво. Верувам дека имате настапи пред побројна публика, меѓутоа најчесто се има ли некои случаи непријатни, пријатни, смешни, што би ни издвоил? Секакви случаи има. Во последно време веќе изминативе 3 години работиме гостување само и свадбени прослави и настапи нели во и надвор од Македонија. Пред поголем дел на публика се разбира и тоа ми е посебно драго бидејќи ги нема веќе тие кафани како некое време. Јас и него заварих това време. Чекај, превод. Не га сварила. Тако ли? Не го начекав, не го фатив тоа време. Значи не го завари. Не го заварих тоа време. Значи и ја француски не разбирам, брат, не може и да. Затоа ја ќе преведуј. Не го заварих тоа време. А инаку што се однесува до интересните случаи, ги има многу. Имаше една случка минатата година во Италија и тоа беше прво паднување во мојата кариера. Паѓање, да, и тоа добро паѓање. Да се појавиш или во тек на песна? Кога настапував, имаше многу народ и сега од сите страни те викаат за песна, за да се сликаат со тебе. И јас како одам кон музичарите, да им го оставам бакшишот. И само се свртев, го дадов и имаше како една скаличка и одма да се премине во другата сала, пошто имаше доста народ и беше како поделено во 2 сали. И одма тука до колегите, до музичарите, стоеше обезбедувањето. И најверојатно некој од гостите, не сакајќи му се истурило дали маслиново масло или не знам некој алкохол. И јас како поминувам во другата зала, се слизнувам, се лизгам и вака странично паднав. Се наслика? Да, убаво се насликах и тоа ме болеше многу. И сигурно да бев 2-3 кила потешка, ќе имаше и последици, сигурно, но добро помина све. Не ме ни видеа луѓето, само таа првата маса. Одма тука обезбедувањето реагираше, ме крена. И јас си продолжив како ништо да не било. Тоа ме боли, дури тука и крв ми течеше, ама што да правам, тоа е. Бакшиш спомена, го носиш да групата, очигледно го делите бакшишот. Да, како имате секако. како едно време на свадба, знаеш што имаше? Немаше тогаш фискални каси, туку имаше еден што маркиран го вика, не? Маркиран. И пишува. Да, забележува се што ќе и ќе му дадат 2-3 пива, он ќе се опие, ќе заборави да маркира нешто и после сето тоа е вака. Како оди кај вас некој запишува како оди бакшишот или на доверба работите? Не, на доверба се разбира. На доверба, така. Да, јас имам навистина колеги кои што пред се прекрасни како луѓе, добри луѓе, па после нели како музичари, така да имам доверба. Кога сме кај целосна во колеги, нив. Боби да не го заборавиме, да упатиме поздрав за Боби, најчесто настапуваш со него. Да, еве сега, изминативе неколку години со него, двојка работевме, сега одново имаме и цел бенд. Бендот се вика Динамик, еве еден голем поздрав и до нив. Работиме сега на нови проекти и се надам дека и поголемиот дел од публиката ќе ги запознае, бидејќи навистина се доста квалитетни, млади и ќе има што да слушнат и да видат. Супер, и понатаму ќе зборуваме малку за кариерата, за песните. Сега дојдовме до кафана, па не би ја испуштил нашата омилена тема. Ние сме у кафана. Кафански човеци. Абе, го сме родени там. Што ќе кажеш за кафанот? Ја ќе кажам за кафано еден виц. Ајде. Улаза типче у кафану на конобрч. Ајде, одма почиња со ракија, мава едну ракију, мава другу ракију и вади од торбу слику, најверојатно жену му и го ставља пред njega. И па ги мава ракија, још една ракија, салата, проваѓа на пиво, едно пиво, друго. Улаза другар му и ка, добро, дали си ти нормален? Видиш ли колку си испио? Виду. Добро, зашто е овај слика од женот и тој? Она ми е вика на мене како алкотест. Како мислиш тој како алкотест? Па чим почне да ми се свиѓа, вика, знам дека сам дрво пијан и ќе си дома.
Време е за дома. Кафана, улаза тип. Ха! Вика, ајде да видимо кој се плаши од своју жену, свин нека станев, свин стануев, само еден седи. А што вика, ти нели се плашиш од жена? Не, мене ми се исечева ноге само што го спомна. Да стане. А знаеш ли дека кај нас у Куманово, да кажемо, е срамота женско да се праша кој годину е родена? Зашо? Или колку кила има? Па добро, тоа сегде. Да, ама за тој... Арно, ама за тој. Чим напуни девојче 16? 16 и пол годинке одма се домакне в бабе, тетке, стрине и почињам обед. А ти мислиш ли да се одаваш? А докад ке седиш, ке одиш? Имаш ли беќара или још не? И зашто не? Ако каже, па да, па туј те чекам. Имаш беќара, кај ќе се одаваш? Ти? Какво ти е чаре? Ово е све на Кумановски, ти сакам да ми одговориш на струмички, да видимо дали ќе се разбере. Вие веројатно почитувани разбравте што е прашањето. Да. Од прилика, значи дали има дечко стојни Да. и Разбрах добро. Разбрах, не знам они дали разбра и кога ќе се мажи, ако има, ако нема, зашто не? За това, за да го разберем, очите 14 ги уклучувам. Ајде. Сега да И одговориш уште ги ти. уклучувам. Сега ти уклучи 16 заедно со мене да разберем На стојно. струмички ли? Струмички. Ја ќе преведам, он не знае. Они мисля дека им треба преведувач, ама не им треба. Ако не одиме со Гледаш? титул. Па добро е, мислам оште ме е рано. Оште? Оште, да. Оште е рано, уште неколку години, па ќе се удадо. Ке се удава. Да. Добро, оште не. Оште не. Добро, Толку на кратко. може да преведам ја. Ајде. Може. Неќе да одговори. Шало се. Знаеш што кажа? Кажа, вика, још немам дечка, затоа зашто сам заљубен у еднога постарога, он е иначе водител на едну хумористичну емисију. Шало се. Значи нема дечко стојни или не сака да одговори. Добро, Па имаш добро, право. снимивме реклама. Еве која сме кај тоа мажење, едно време на Facebook и на други интернет портали, мислам дека се појави и по рекламата, стојне се омажи, имаше да. наслови и по онаа песна Спремај дарови, Спремај мајко дарови, да. Спремај мајко дарови. Леле. Доста наслови се јавува некој да ти честита. Фан пејџот беше преплавен со честитки. Честитки, Да. ај со среќа некај. Па затоа јас ти преведов. Јас обично на 2 месеци се мажам. Да? Да. У некој Супер. песна. Луѓето така, не знам, ќе дојде некоја жена, честитки, има новост кај тебе, викам, што новост? Па вика, си стапила во брак. Па викам, кога тоа? Па прочитавме ние по порталите, они си прават сами. Чека, од роднините приказни. доаѓа тоа или Не онака, од пријатели, роднините, познаници? од новинарите. Обично мајките се тие што притискаат, нели, вели, ќерко, ајде мори, што би на, кај ќе се одаваш? Вика, чекај, мамо, још не смо се добро запознале, затој ти и викам, ако те запознае добро, никад нема да те земе. Одавај се побрзо. И за едно бесва кажале, вика, како бумеранг е 3 пат го одавав, она се враќа дома. И тој па не е добро, затоа подобро е да се размисли, нели, пред да се направи Бога нешто. ми. Добро, ај сега малку за Струмица. Твој роден град, често велиме дека, нели, кумановскиот и струмичкиот дијалект се онака најтешко разбирливи за гледачите и обично сите што живеат во Македонија. Мене ми се случи во Швајцарија при настап на Кумановски настапивме, после некој време бидејќи не се смеа луѓето, а беа поголем дел иселеници од Струмичко, моравме да пробаме на Струмички да говориме, некако как се снајдехме, не знам, ама малку почнаа така правеа едно време. Добро. Што е најпознато у Струмица? Мастика. Да, струмичката мастика. Струмичка. Стварно ли у Струмица викаат за мастика, која ќе са другари, на гости, нели ќе дое некој со жена, онака семејно и вика да ти ргнаме на мастика, он вика ако ргни. Да ја ргнам на жена ти вика не, на неја налеј. Па да. Бога ми, това двусмислено може да се това. сваде. Двосмислено. Слушате сега како е? Това и вък викате вие, нели? Вък. Ждвък. Ждвък. Памбај. Да, ама и вък викате само за волк. Зашто? Затоа што ја барем така имам чуено. Вък и бегаш. Да. А они у Скопје, додека кажат волк, он ги изеде, готово. Не, од всичко скратуваме. У Струмица у школу. Добро. Зборите литературно македонски или струмички? Дијалект. На часот На час. зборуваме литературно. Има професори што си зборив струмички дијалект.
Па, Стара мрга, професор, какви македонски литературно ке си збори на Струмишки Не. си збори? Во јас кога учев, сите зборевме литература. Знаеш зашто е така? Затоа што предно се оваа пак на нас што доаѓаме од Куманови и од Струмица. Ние кога говориме на наш дијалект, свесни сме дека не зборуваме литературно македонски, па кога ќе зборуваме македонски се трудиме баш да биде тоа литературно кога што треба. А имаме ние и многу водители и гости на емисии кои си зборуваат на свој дијалект, да кажеме битолски, охридски, не знам, џевџелиски, а мислат дека зборуваат македонски, што може да биде пострашно. Литературно. Литературно. Да, литературно. Толку во овој блок, јас се надевам дека сме сложни тука да направиме мала пауза, следуваат и нови содржини, оние стандардните што ги гледате секој пат во Нева Љутиша, со вториот дел и разговорот со Стојне се враќаме за кратко. Бидете со нас. Тараба. Ограда од летве и жицу. Обично стара и офуцана, поправljana и преправljana 100 пута. Од едну страну са се испуцану фарба од слънце, а од другу страну зарасната с некоју пузавицу. На време се е преко тој тарабу прескакало, прерипало, му вале су се деца под њума да си го земе в топку што ги е паднало комшиски двор. Викало се е преко њум на свадбе и на сахране. Испраќале се пољупци на заљубени преко исту. Знојале су комшике да не искачават своји дворови, а па да пиев кафе заедно и да оговарав, нормално, на тарабе. А и бизниси су се договарале, малски. Кој на кога лојзе да му ишпарта, кој на кога керемиде да му пререди, и знајале некоја лоџиска пушка да пукне од љубоморнога мужа. Све у своје време. Више нема тарабе, него ограде со сензорско светло и аларми и знак «Пази куче». И викам ти, друг вечер, а преко ден, на плаж. Седимо на плажу и жена се сунча, така ја викам, шта ќе се сунчам? Кажа, викам, слушај, ќе такме ја до кафанче да пију кафе. И оп, право у кафан, прво. А тебе жена пушта ли те самога да идеш у кафан? Види, пушта ли ме. А зашто ме пушта, бе, ја не го прашую. Чули ме, ја во само кажую, не ме чуеш ти ја што збор. Слушај ме сега, слушај. И саки иду у кафано тамо. Оп, смести се уво кафанче едно. И тети го келнерка тамо. Носи ми кафе. Абе, кад го виде. Ау, леле. Да не го изгледаш. Една лепотица, манекенка, што да ти кажу? И ти што одмали го се пушти? Види сега, знаеш дека сам од старо мајко дете, не може сак тој да га прерипу. Нормално. Одма го сложи оној мој фацо, знаеш така кај гледам како колешки што ги гледам, заводнички така малце. Па меко на кој малце, такој и поглед во фрљубац се на око ким, знаеш? И она што ти вика, господине, тоалетва ми е одма право па лево, немојте да трпите и да се мучите. Значи ти еден пут мене не ме дослушаш до крај да ти кажеш. Не ме дослушаш и не ти кажу више ништо. Тебе не ми кажеш, кажи, например, куде беше на одмор, ај. Тој ќе ти каже што сви знаев, у Хрватску беше. И да ти кажу и овој. Видеа сам колку они нас не поштуе. Многу не цени в нас македонци, само штета што слабо не разбира. Па не разбира. Зашто бе, не разбирам, мајко му, не разбирам. Па не су французи да не разбирам, хрвати су. Абе не су французи, ама друг менталитет. Некако нема разбирање, еве и тој газда кој njega што беше сместен. Не разбира. Ја убаво си проваѓаше. Друг вечер, море треќ. Отиде у кафанче па седна. Абе, врати се дома. Што да ти кажу? Летва. После некој ден па се најдемо се едно друштво. Па седнам у кафан. Врати се дома. Абе, камен. Што има везе, вена? Па на одмор си, шефе, што? Па кажи на женом, ја знам. И последен вечер, пред да си појдемо, леле, поише друштва се ставимо тако. Абе, што сам се направија, дома се враќам, земја. И вика овој газда што е, гледам и он, шарам-барам натам навам и вика, как македонац, што, как не ли виш газда, укакамо се коме свак вечер. Еден вечер летва, друг вечер камен, а синоќе земја. И он што ќе каже на тој? Кај, ви сте неки граѓевинац, не? Па не.
Па ти знаеш дека каде нас у Македонија, ако се каже летва, камен и земја, не се мисли на градевински материјал, него се мисли на фаза у пијанство, бе, шефе. Па кажи му на njega. На жена не мора да кажеш. Ја знам дека е такој. Ама, ете, викам ти, не разбира. А ти куде беше на одмор? Куде сам бил? Нигде немам паре, бе, шефе. Како мислиш немам пари? Па нели работиш, бе? Зимаш ли ти пари? Зимам, шефе, зимам. И тој 4 пута, како свак македонец. Како тој мислиш 4 пута? Свак месец? Свак месец. Еден пута зимам аванс, друг пут зимам плату и 2 пута на заем. Зимам. Па зимаш, исто ти викам, зимаш. И дека зимаш, затој ти викам, за тебе нема зима. Па иди себе на одмор, што се стискаш? Ете, такој пуно пут си размислую на глас, па ми и до криве да ви кажу право. Па добро бре, мајко му, зашто жене живи подугачко од нас мужи? Одинат, вика ми тате, одинат досе за нас мужи. Де бре, тате, па претеруеш. Па ми мужи свили смо толку глупи и будале. Не, сине досе, не смо сви будале. Ете, има и такви што су неженети. Па што бе, тате, ако сам жене, што? Па ја пази право што сакам. Мене жена никад нема да ме види куде перу и пеглам. Никад. Ја, тој си завршу док она спие. Ја ти кажа, вика па тате. Ама па ти си знаеш. Арно, ама треба и да знаеш дека само 10% од жене иде во рај. Зашто ако си отиде во ни тамо, и тамо ќе биде пекол. Ете такој. И овој да знаеш, досе, не су сви жени исти. Има и полоши. Не знам, бре, тате. Ја за други не знам, ама само за мојуто си знам. Да, она не дека е се добро, има и ману, а најголема му е што многу, бре, тате збори на мобилен, и тој збори све с њој, све, с сеструву, с другачкову, а највише збори с мајкову. И ете јас сега си мислу, па мајко му, дали ќе беше боле ја да си купи мобилен нов него ли што се ожени, а? За мобилен ете ќе дадеше 1000 денари ќе си збору колко сакам, а на жену даде 100 пута толку и па ќуту, а она збори колко сака. Ама па на крај крајва, па она ако не ме послуша и продолжи да ломоти, има и развод, па зашто више паметен не попушта, паметен сега напушта, па после ќе вика ви мало многу разводи. Па што ако вика? И ќе има. И кад има развод, да знаете, кривица никад не е у еднога, него е у двојца. И увеќе пола. Да, пола кривица е на жену, а пола на мајкову. А сега, драги гледаче, продолжуваме понатаму. И понавам. Сега, драги гледачи, продолжуваме понатаму, иако цело време сме тука со нашите содржини, продолжуваме со што? Со прво. Од почеток? Не, од средина. Па да, средина. Да. А од средину го издвојуваме прво прашање. На естрадата сега гледаме малку повеќе на Балкан доминираат пејачки кои што така водат навистина сметка за својот изглед. Да. Тоа истото можам да го кажам и за тебе. И секако дека посебно кога се работи за женскиот пол, тоа е пењето е на прво место, ако е пењето на прво е второ место. Што мислиш за козметичките интервенции? Дотерување се, шминкање и тие работи, стајлинг, гардероба, окей. За козметички интервенции внимавај што ќе одговориш, млада си, бидејќи ова може ќе се гледа козметички или за интервенции, хирушки интервенции. Хирушки, извини, козметички се овие што ги имаш. Да. Па, не сум против се додека тоа е во границата на нормала. Кај тебе е се унормално. Мислам, се природно. Се природно, се да. Природно, да. Има некои девојки што не се задоволни, немаат самодоверба и сакаат да променат нешто кај себе. Ако сакаат, нека го направат тоа, но се тоа да биде, да изгледа што поприродно, да не биде претерано. И јас те поддржувам. Подобро она да е вештачка у тело, него да е природно глупо у памет. Не ли, Коки? Мислам, не настојне на било кое. На било кое мислам тука. Добро, сега дамите ги споменав во твојата професија. Што е
потешко да се биде женско на естрада или машко на естрада? Женско, дефинитивно. Дефинитивно, зошто? Па зошто? Има повеќе работи зошто. Ова се, да кажам, неубавиот дел од нашата работа. Па зошто, да кажам, еве на Балканов уште не се толку прифатени женските вокали како машките. Машките можат послободно да се однесуваат на сцена меѓу луѓе, доколку ние и не можеш така опуштено нели да се однесува, зашто може секакви муабети за тебе да излезат. Непристојни предлози. Непристојни предлози ќе има, да. Сега во ова време се повеќе пеачките се разголуваат, ама порано ми се чини биле побезобразни во пеењето. Мислиш ли така? Да. Ти викам и побезобразни биле во стиховите, има многу примери као подрум одам мајче, а таму кој ме чека кој знае. Нели ви има многу контроверзни стихови од минатото? Добро, има, да. Качи се моме на нашите коња. песни има Ама доста. добро да се качи се моме на коња. Или коленичев јас пред него. Знам, многу, не знам, такви некои примери кои Или што... мамо кој чука на порти, постала ќе биде мамо, мојата рамна снага, па усни. Значи, тој Има се секакви македонски стихови. еротски песми. А има и една безобразна српска. Од Каква? Рокери Смораво. Како беше? Стои на моме убаво, тука ти е Замисли тоа, место. испеале тоа и тоа која година? Пред 30 години. Одамна, да, Пред 25. Кога сме кај пеањето. Кај пеањето и И да го гав, так. Не беше ни Кумановски, ни Струмички. Коки ти е колега, мислам дека знаеш. Да. Знаеш што би сакал да пробам? Ти знаеш сигурно многу песни, Добре. македонски народни, не само твои, кои ги имаш на репертоарот. И Коки знае нешто, он е Да администрација, човек види, како Пиши Господ ви. га третирав на работу. Сви знаев дека постои, а никој не га видеа. Знаеш што тие што идат, а не идат. Да запее он една песна, еден стих, а ти да продолжиш ако ја знаеш песната. Ајде. Да пробаме. Ајде. Изволте. Сношти го видов, мамо мори. Убавото стои. Ама многу доле е пати јас одма од твојата интонација. Мамо мори, убавото стојне. Стојне, бре, стојне, стапни ми на ногуга. Ерген, бре, дилбер, елај ми на колено. Браво. Значи, Стојне погоди. А може Погоди, ти една да. да видиме дали знае Коки? Чекај, некоја потешка. Ај, нека детек да го зазборуваме ја Коки нешто. Ај. Како си подол? Свидол? Шарено. Што прави? Жена, деца? Никој ништо не прави и папати му. И ти ништо не правиш, па ти кривката. Народна македонска да биде или може ново компонирано? Ами во Македонија сме, нели, да дадеме пробоција Не, на ново македонската компонирана народна македонска, музика. мислев. А, може. Ама- Па се е тоа македонско. Да. Не, ја викаше некој од Струмичку. Не, добро, може и тоа е дозволено. И това, Да, И това. бидејќи после па на Кумановски. ајде. Што ноќта помине и денот осамне, од песок срца две ке направам. Што ноќта помине. Ти од почетокот не се важе. Абе, зашто Ама враќаш? па зашто јас сам понављак бил во основна школа и сака си понављам. Што има Дека без? ги најдел едно компонирање. Ај уште едно само да видиме Таа кумановската беше од музика. Гоца Арнаудов. Од Гоца Арнаудов. Да бе, знаеш. Ај Кумановско едно да видиме дали го знае Стојан. Или го знае или не го знае. И па од тие две едно. Ајде видиме. Стани попади ке баницу да месиш. Не сум попадика. Не го знам таа. Не го Одеме дале. И сега уште еден вид за да ни кажеш, може, спремна си онака пострумички нека биде и овој да се пострумички обидеме да ги Мале многу насмееме. вицеви јас не знам. И добро, колку знаеш, еве, Ај, два. двојца другаре се наваѓат и едениот му вика ајде да играме шах. Абе, не можам да играм шах, баба почина. Ако да ти ќе играш со црните фигури. Кој е нажален многу. А многу е сигурно. Ќе жале. Рече бабата починала. Кој Баба. почина? Баба му починала на другарче. Не жалиме ние за бабата, може и со бели да игра слободно ако бил мъж. Ајде да кажи јавица. Ајде и ти. У Куманова се отворила јавна куќа. Сирома човек, грешен ѓавол, збраја некој динар. Отиде, улегне внутра, плати и вика му тај касиерка, ај, вика у кабину еден, тамо има, вика, колешка, каде служи. Тазон завезу, лаза у кабину еден и има што да види.
на жена му сестра. И вика, ти, што тражиш тој? Она вика, леле, зете. Он па го гледа, Исак, што да ти работи, Исак? Она па вика, леле, зете. Ама, он вика, ја плати, би знаеш. Он вика, леле, зете, врти со ние очи. Он вика, бе, нема на никога да кажу. Сигурно, еве, обеќам ти. Она вика, леле, зете. Добро, Мари, ти знаеш ли нешто друго да кажеш, освен тој леле, зете, да улегна у кабину број 2, да е тамо. Па добро, само ќе кажеш джаве сум плаќа. Туја можеше и без паре. Ај малку на сериозно, твојата кариера оди понатаму, убав старт, како што рече, од мали нозе започна да пееш. Што е во плановите? Планираш едно време спотови промовираше, доста знам дека снимаш и во Бугарија спотови, ки имали на нови песни, па спотови на нив и некои турнеи планирате гостувања? Да, постојано се работи на нешто ново. Јас сум човек кој што постојано нешто работи. Дали тоа ќе биде снимање, песни, спотови. Моментално, изминатиот период работевме на еден спот за една камионџиска песна. Таква песна у Македонија уште нема. Песната стоеше долго во фиока, бидејќи нели фати корона, па немавме време за да, односно не ни се даде прилика да снимаме видео. Но сега веќе снимањето за таа песна заврши, чекаме од Австралија уште еден мал дел да се доснима, бидејќи песната е дует. Се работи со еден мој колега кој што моментално таму живее во Австралија, Манчи се вика. Се надам дека до ноември крајот ќе излезе. Тоа е она ново што следи, треба да настапам на Росафест оваа година, работиме на нова песна, па потоа следат 2 турнеи во Америка и Канада. Тоа ме интересира, тоа. Да, Одите? за нова година. Супер. Поточно нова година и јануари, цел. Планираме да снимеме некои нов проекти со бендот, песни во живо. И тоа е за оваа година што се однесува, а за другата година се надам пак ќе се видиме. Ба зашто да не? Значи, кафану да не отвараме за нову година нема да биде стојне туја, ништо не можеме да го... Така, ама може преку Facebook, да, бе, преку сега се може, уклучи се и готово, да. завршена работа. Добро, така кратко, не многу обемно, меѓутоа се надевам дека офативме се и за кариерата, и за турнејата, и за песните, за спотовите. Еми, при крај сме, да завршуваме ли или не? Ја мислу да завршувам. Да, може да одјавиш ти на струмички, па нема да преведувам јас. Ај одјави ја пред гостите, кажи дека... Еми, ајде, Куманово, не знам дали ќе ме разберат. Ами, титулки иде добро. Вака. Па, драги гледачи, јас се надевам оти ви беше интересно со нас. Гледајте ги, нема љутиш пак. Пак? Ќе имат интересни содржини, не толку интересни како со мене што беше, ама нема врска. Гледајте си ги вие. И гледаче ваму, оставете уште малку, имаме содржини со вас, па се гледаме следната недела со други гости. Останете тука. Фала многу за гостувањето. Фала ви на вас. Ај сега ти на мене да ми кажеш зашто ја мора да плаќам тебе претплату? Зашто? Ти кажу. Овдека пишува дека мора да плаќаш тебе претплату. О, ти, ја немам телевизор. О, ти, овдека пишува дека имаш компјутер. Па ја на компјутер не гледам телевизор. Ама можеш да гледаш, ако сакаш, и телевизор. Имаш инструмент. Добро. Онда пиши 3 детски додатка да зимам. Овдека пишува дека ти немаш деца. Немам деца, ама имам инструмент. Може да направу, ако сакам. Мат. На здравје. И за здравје.
Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајстор. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Ова е Македонија, браќо мои и сестри. Јас се гордеам што ние македонците имаме цврстав за секоја праша. Да, тврди сме и упорни, а посебно ние машките. Во Македонија, мажите кога ќе седнат на маса да пијат, тие можат да станат само ако им се оди во WC. За се друго стануваат жените. Верно, така беше порано, а не сум сигурен дали е така и сега. Мислам дека е малку сменето и дека жените се некако позаштитени, па на крај ќе му дојде добро што кај на законот вели дека можеме да имаме само по една жена. Па мора и ние некако да сме заштитени со закон. Од една бре не можеш до збор да дојдеш, а замислете како би било 3 да зборат во исто време. Значи сега е сменето скоро се и ме радува тоа што сме се понапредни, а државата ни е се повеќе перспективна. Однадвор има да доаѓаат тука да работат. Што? Како Запад бре, какви демократи? Па видете само како е во Англија, Чарлс, иако е принц, дури во 73-та година го доби своето прво работно место. А кај нас, на 27 години, веќе имаат сменето 3 директорски места и барем едно министерско. Па кој знае, до следниот викенд може и јас да бидам некој си советник. Не се знае за тоа, гледајте, па ќе видите. Чао! А и бизниси сусе. О, ти! Мора да плачеш тебе претплату за тој што овде пишува дека мора да. И сега ние наместо да наброиме што имаме, Се е добра, има и она мано, ама на њу медина вана... Вана бе. Добро вечер на сите и едно големо добре дојде во нашето шоу кој... Чекај. Пишува дека мора да платиш. Зашто не ти јасно? Добро вечер на сите и едно големо добре дојде во нашето шоу кој има сериозна. Ај бре на сере, не. Ја, ти кажа. Па ми вика тате.